Изградбата на експресните патишта од Штип до Кочани и од Штип до Радовиш ќе се реализираат. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски во денешното интервју за Прес 24 вели дека се што е почнато и за што е издвоено пари од буџетот ќе се реализира. Ние имаме план за изградба на патот Скопје-Блаце, за продолжување на изградбата на експресниот пат Градско Прилеп, како и на патиштата помеѓу Штип и Кочани и Штип Радовиш, кои ги има во програмата на владата. Значи патиштата кои се почнати ќе бидат довршени. Штом веќе се одвоени пари од буџетот, тие мора да бидат завршени. Не може да се менуваат приоритетите. Тоа за што се дале пари на граѓаните мора да биде завршено. Не може секоја нова влада да ги менува проектите. Но оваа влада ќе оди кон тоа најголем дел од проектите да се финансираат со пари од буџетот, со ефтини кредити и пред се преку ИПА проектите, кои сметам дека досега не се доволно искористени. Во моментов на истокот се градат автопатот Штип-Миладиновци, експресниот пат од Штип до Кочани. Недостатоци на автопатската делница во должина од 47 км има. На потегот од Кучката кај Кадрифаково до градот Свети Николе се уште не се дислоцирани електричните столбови. Инвеститорот и градежната компанија која го гради овој дел од трасата имаат сериозни проблеми. Морале да го дислоцираат и главниот цевковод, од кој вода за пиење добиваат Свети Николчани. Седнавме, имаше преговори со изведувачот, имаше преговори со инвеститорот и така натаму. Тие комплетно го прифатија нашиот предлог, значи сега ставија на, можно да кажем, екстра модерен премин во кој што со метална најмодерна цевка е премостен автопатот, прво од безбедносна причина, второ од причина дека градот нема да се доведе во опасност при одредени вибрации да остане без вода или евентуално да настане дефект, не дај Боже, на трасата која што автопат каде што ќе се движат луѓе и автомобили. Според Сугарески, за недостатоците на автопатската делница, како што се столбовите на коловозните ленти, експроприацијата на земјиштето, дислокацијата на објекти кои се наоѓаат на трасата не можат да се решат од денес за утре, доколку се оди според предвиденото со навремено отстранување на проблемите по трасата, по источната автопатска делница ќе може да се патува од наредната година.